кажам виц. Не, да ми кажеш за детството. Што пее Рамче додека се бања? Туѓа си безкрајно. Бабичка иде на системација. Стефан Лазаров не знае да свири. Але не може! Зонде појако! Зебрава искочила од зоолошка. Пам, му фрла надо. Како ше? Сакаш вид за мене и за нено синьори да ти кажам. Здраво живо народе, добре дојдовте во уште една виц битка. Денешен мој гостин или мој противник, по втор пат, веројатно, не знам, човекот мислеше дека на првата виц битка сум го лажел и дека он мене ме победил, а ја као сум лажел и така натаму и само му кажав: Томски, едина работа што тебе те лаже е вагата, бато. И Фичо футурива дека слабееш. Ај акција. Дури за Фичо футурива да го убеди Томски дека стварно слабе, издизајнира цел бренд на облека оверсайз. Почитувано публико што го гледате Стефан, не знам кој го гледа, сакам да ви се извинам поради тоа што не сум ни шиша ни бриджа. Што да правам кога берберот инфлуенсер ми стана па иде по емисии и кажува вицови место да ме ишиша? О, да бе, да, чекај бе, не за Ерко, за Стефан виц треба. Да беше од Битола, сигурно ќе го вика Томски Слимбустеро. Или Томски Хеписмајловски, некој таков, такво некој. Значи луѓето за бренд го врзуваат, ме разбираш? Деца трчаат по него и му викаат: може да се сликаме со пастата од Happy Smile. Значи како да ви објаснам, не знам. Гласот му е препознатлив, тој е прв инфлуенсер кој што го знаат ради брендот, а не брендот го знаат ради него. Тоа нигде го нема. И цело време го ко он да го направил? Абе, работи ли тоа јагленот? Брат, шо ми е важно? Абе, не работи ли јагленот, работи ли Томски нешто у животот, бе, ало? Како му почна соработката со Нептун? Нептун си земале вага за мерење, така? И сега вика: чекај да тестираме доколку иде вага. И го викнале: чекај кого да викнеме, некој Стефанаторче. Доаѓање Стефанаторче да се измери на вагата и вика: абе, тебе чекај, може да ти искористиме како уникат вака под. Овие неколку минути ќе посветам да ви се заблагодарам вас. Сакам да ви кажам едно огромно фала затоа што заклучно со овие некои последни 15 на дена виц битка има на сите платформи 40 милиона гледаности. Сакам стварно да ви се заблагодарам од срце. Пази, веќе размислувам дали 40 милиона платформа треба да му давам на некој како Томски по втор пат, искрено. Ама добро, ајде, еве, нека му е како што треба, како што сака он. Кога Baking Bread видоа дека Стефан слабе, сакаа да му го откажат спонзорството за емисија. Па видоа кога објави за месец дена колку ослабе, па викаат: ај ќе го останеме уште 2-3 години. Денеска дури си покани Джокери, покани таму ставал на сториња без ја да видам луѓето ми праќа, ги поканил сите луѓе од Македонија што се смеат чудно за да ме победат. Така што ова ќе биде едно од најчудните виц битки до сега. Отворете еден златен дап Амбер. Ако сакате да бидете победници, пишете у Моцарт дека ќе победам јас, затоа што ваму, како да ви кажам, мислам да се тепале Томски и диетата победил, како ви кажа. 2 диети држи, пошто една него најадуе. Не можам веќе да го роустам. Значи, само комотно нека си отвори еден хамбургер од Baking Bread, нека си земе благо од витаминка и нека си нарача лежалка од ананас, затоа што само тие го издржуваат на плажа. Поздрав голем и до Нептун и Philips OneBlade. Така што почнуваме по втор пат реванш. Јас и Томислав, еден од најинтересните ликови на овие простори, човек што направи бум на Инстаграм. Томислав Тофиловски, Стаменковски, Црвенковски, Груевски, не знам како се презива. Ете, Томислав со двете презимиња. Играме до 3, тој што ќе покаже зап, губи. Нека победи по добриот втор пат. Акцион? Ајде. Чекај, лаве. Ако барем еднаш си се насмеал на досегашните виц битки, стај лайк, стај шер и стај субскрайб. Исто така сакам да ми коментирате, да кажете кој сакате да биде следен гостин во виц битка. Акција? Акција. Ајде, еве, мој Боки, здраво. Здраво. По втор пат.
Стефан, да, морав уште еднаш да ти дојдам дека видов дека си апаш. Абе, шо сум апаш, бе? И Димитар ми го каже истото. Прво да ми го лапаш, тоа е прва работа. Втора работа. Јасно и гласно ти беа кажано и правилата. Кој правила? Не. Зап, ако покажеш, Не покажа готово. зап. Кој ме не покажа зап? Па ај врати ја емисијата. Е, имаш зап покажано. Значи, Нема. кога ми се јави, имаше зап покажано. Ја го гледам по 100 пати го Ај, гледам. сега да не се караме, А, зашто сакаш сме- Димитар да ти кажам, Шо? конечно јавно зашто изгуби. Зашто? Димитар кажа виц Аха. за една популарна јавна личност наша. Добро. Моја блиска и негова блиска. Како, ама како не... И слушни ме сега. И таа јавна личност, кога го слушна вицот тоа постпродакшн како и да се вика, таа јавна личност замоли тој виц да не оди. И ние немавме повеќе материјал од Димитар. Извини. Па да не снимаме. Ама тоа не не. Ја Тоа реши темата. не, тоа не е случај во мојот случај. Слушај, затоа што покажа зап. Не покажав зап. Ја И имав што направи денеска? Добро, што направи денеска за да ме победиш? Ајде кажи им на сите. Денеска викнав Джокер. Тоа е суиле играње. Не е со Иле И играње. како не е па со Иле? исти играчи ќе бидеме сега. И ти Нема со Иле ти и јас со Иле. Ама не Значи, го ти викнав го- Иле. Добро. Фактички, слушај се, ми се ама ово роустот ќе го кажам. Ми се пријавија многу луѓе. Вика, ја ќе дојдам. Ао, ти не знаеш, ја те тргнав од стори. Не, ми кажа, ми праќа, а мене нема. Јас ставив јавен повик да дојдат луѓе и кои се смеат заразно за да го победиме Стефан. И ја не спремив вицови. И викам, ај тука ќе се смеат они, ја вака ќе гледам и од сите тие само да го профадам братот Зонде дојде. Браво за Зонде. Браво. Но, меѓу другото... Чекај, се знаеш да кажеш дека Зонде нема да ќе ги издржува моите вицови, а ќе се смее на твоите. Не, на твоите вицови ќе си искочи. Легит. Стварно ненормален. Па легит. И зашто ја му го дам ова да го правиме? А па па зашто? Дека си бил крив си. Абе не сум бил крив, како Ајде да почнеме, Ајде да кажувај почнеме, виц, значи ај. ти А, правилата а. ги знаеш. Име Зап не смееш да дап смееш, зап не смееш да покажеш. Добро? Добро. Може Валя ти пиво пиеш ли, дали слабееш? да бе. За другиот гост. За другиот гост. Не, ај написи се, ајде, нема врска, А? на здравје нека ти. Ама шо, едно може. Па ти едно може и пита едно изеде и едно гледаш шо. Еве ти го вицот со тапата, Филип. Добро вечер, зајко. Го знаеме, спремене, гледаш. Добро. Стај го и Чекај ова се. ако ти фали, мислам, Чекај. смеење, дека запцум покажа. Не, слушај. Ајде. Сакаш ти дојдеш прв. Не, бе, иди ти прв. Ајде. Не би иди ти прв, ајде. 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 Да ти кажам виц. Не, да ми кажеш за детството. На Чекај, Лозаров ли те може лично? да се подсетам. Таман кажав, таман кажав, нема да кажувам за јавни личности вицови, види он што ми направи. Ајде бе, еве слушај, може? Ајде. Што пее Рамче додека се бања? Не помаже вода мајко са корита Иванова. Ни лекари, ни врачари. 1-0. Не може! Шо е ова, дечко? Кој ти се брат? Кажав, не кажувам за популарни личности, затоа Рамче се бањал. Ова, не знам како ќе му се одолжам на Зонде. 1-0. Продолжуваме понатаму. Стефан кажува втор виц. Змај у шума. Аха. У шума змај. Змај у шума вика немој пак некој ми поминал пред куќа, вика ме будите у 3 ноќи ригам ватра, вика ја запалив цела куќа. Немојте вика вика сите до еден. Ја, окей, ја рамо зајко забора. Веќе ова се начукал малце. Мино, таму и пе. Туѓа си бескрајно, лара се буди, змаја. Го фаќа зајко, го пика, уначе, чуно се сами кај ту. Немој вика ништо ми правиш. Кажу и вика сакаш да те да те убијам. Абе немој брат да те или да те убијам. Бам, го фрла надвор.
Зајко не знае каде е целиот. Не, вика, мине мечката. Мечка вика, абе, наму ли живееше змајот да не утнам, вика, го гледа, вика, не, вика. Натаму е он, мини ти од оваа. Вика на мечка. Мечка си шета, боли, пау, пуца една канта за ѓубре таму и ја слуша, се буди змајов, пичка ви матера. Испаја, фаќа, бам, ја носи натре, вика, лео вика, смеј ме, лео, зајко, вика, не, вика. Кажи, вика, што Не скато? зајко мечката. Абе, зајко, мечката го пцуе зајко да ебамо ти ја пратил оваму. Прати приказ на малку. Добро, и? Вика да те или да те убивам. Немој да те или да те убивам, бирај што сакаш. Да ме ајде ја ваѓа, бам, ја фрла. Не зе доека така Вчко слушнал нешто галама и Волчко трчаницата натаму, како трчаницата змаја го гледа, и ти ли бе ти ме го фаќа и него бам унатре. И вика да те или да те убивам сега. Немој брате мо. Абе кажи што сакаш, да те или да те убивам. Абе ништо не ќам. Добро, волкот не ике ништо. Добар. Добар е, шаца. Добар е. Зебрава искочила од зоолошка, така. Си иден из град, знаеш, таква од модерна од Њу Јорк зоолошка, искочила си... Ама чекај, ова не се рачуна со пиво, сега готни го, ај. Сега зебрава од зоолошка си искочила и иде нормално да премине пешачки. Чекај да тргнеш раката, да не ти се види зубче. Го знаеш, Вицов? И сега зебрава поминува и ја гледа оваа зебрава што лежи доле. И зебрава вака цап и оваа доле што лежи. И оваа доле што лежи. Зебре. И оваа одгоре. Зебре. Да го докажам? Докажи го. Фала ти. И зебре и вика, од кај си од вамо и се засвиѓале, се спанџале, се смувале. Зебрата вистинска со пешачкиот. Да, ама зебрата вистинска е мушко, а ова пешачкиот е женско. Брат, не си, но ајде, нема. И слушај, се смувале она и ова пешачкиот и вика на другава зебра и вика, слушај, абе, вика, јас сум се заљубувала малку од тебе, вика, да ме зимаш за жена, вика. Абе, цел град те го утна. На крај. Ама добре се насме. Цел град те помина, ја ќе те зимам за жена. Ој не оплатил Брат, баје. Кој има кракирана верзија на чат GPT? Зонде му платил уместо чат. Жими се, Абе, брат. уште малку да пивна, може? Абе, Ле, пивни како ти на не- крај го утнав, ама се насмеа на... Голема работа. Се срекаваат двајца од улаз и еднев мојка комшија бе разбрали, вика бе, Динка вика од трети вика умре у пичку. Мислиш жива Динка? Не е жива Динка. Ајде, апи се таму, ајде. Многу, Не кажав нула, бе, нула. Мршки убре едно таму. Нема, ова не е фер. Не, чекај, не го знаев третиот, го заборев. Не ти треба виц, брат. Зонде, смеј се. Бабичка иде на систематски, на преглед, нели. И нели треба да носи да ти земат крв и треба крв и мокрача. И докторкава, сестра, вика, бабе, ова не е мокрача, бе. Што е, бабино? Па зејтин, бе, ба. Леле, затоа кифлиците ми загореа. Среќа не викна, е. Па го знаеше, попаднава, го слушаше виц. Стефан Лазаров не знае да свири. И
Не знае, што да свири? суста не знае да свири. Аха. И се мачи, не може да мора да научи да свири некако и не било. И Мој мандар му вика, бе брат, значи стај вика два прста во уста, вика и свирни вика, значи то намести ги вака, пробај, не бе, никако не било. И му вика, слушај, ќе одиш у Ниш. И има еден професионалец, викаш, учи свирење, вика со уста. Боле у Врање, бе. Добро бе, нема врска, у Врање. Ќе одиш у Врање, вика. Има таму еден професионален учи, вика, да свири с уста. Тој вика ќе те научи. Стефчо, ваму, таму нема кола, не знам со што да оди, фаќање еден воз. И у купето се поголува една девојка. Како бе со воз, бе, брат? Доста ме слушай го вицот, бе. Извини, ајде, извини. И со воз оди, и нема врска, и седи карши него, карши Стефан у купето. Една девојка. Ама носи ми нич така. И ги расширuje она вака нозете. Ги расширuje нозете и он вака ја гледа и гледа дека нема гаки. И она му вика, ја гледаш, а? И се Стефче, малце така му Сега глупо е ради Марта, знаеш, малце же. Ама ја гледаш, му вика, ама се сика. Ја гледам. И вика, слушай ти намигне. Не, вика. И ова так му прави, туп му намигне. Вика, те викна у подкаст да го раскажеш ова, вика, како ше. И вика, сагаш, вика, бацка ти прати, вика. Не, вика, не, глед, бацка му прати, вика. И вика, сагаш ли, вика, ти прснеш, вика, ти брснеш два прста. Не се бај дека ќе свирне пичка. Два еден ли е ме? Признавам. Два еден за него. Два еден за него. Животно разочарување ми беше кога дознав дека фактички мажот на Силви не се вика бенд. Ова е факт, не е виц. А да. Не знам, тој сега го прочитав, извини. Ќе мора уште еден. Стварно треба да оплатиш ChatGPT. Да. Влего е човек у банка со маска и со пиштол и тегло. И влего натре, бам! И вика, отвори устата. И вабрамо те, ама господине, молам ти ви давам што треба. Не треба ништо да ми даваш. Отвори устата кога ти викам. И држи вака утеглата нешто бело. И се лула вака цела и вика. Ама што сакате од мене, господине? Отвори устата. Ева ја отвора. Го отвора теглото. Пи! Ама што е тоа, господине? Сперма. Пи! Абе, како да пијам? Че ти го разнесам мозокот, пи! И ова почва да плаче зимата. Гата, и ова вади маската. Ете, Зорице, гледаш, можеш, ама не икеш. Окей. It's my turn. Кој идеме веќе со такви, мислам, сексуални вицови, да не речам. Ајде. Двајца другари вика, леле, брат. Сексуално, бе. Абе, готове, слушај. Едни му, леле, брат, забајле, девојка ми, сум ја разбудил со орален секс. И шо ти вика, Зонде појако! Ој, па. Зашто ги вадам вакви... Ој, ти па. Абе, шо е ова не е фер. Да запарај по овој. Сакаш вид замени за нено синьори да ти кажам? Како? Па ти кажам вид замени за нено синьори. Сакам. Нено синьори на семафори. Јама јако. И ону тоа ренџот што го има, тоа роверот, тоа стан тросовен што е. Аха. И он не го на пуши пура оваквото, и јас со тикото до него. И го гледам овака и му викам и он го отвора џамот. Кажи бе, вика. Да те прашам, му викам, ровер, а? Тоа бе, вика. Позади му викам, телевизор имаш ли?
Како вика да немам телевизори у роверот, вика фул опрема, што ти е тебе? Не викам, оти ја ти кој имам телевизори позади, викам исто. Имам бе брат, имам вика фул, вика 4K, 8K, 100K, вика што ти е те? Ја викам, ама ја позади викам имам PlayStation, викам, имаш ти PlayStation у Range Rover? Брат, имам, што ти е те, вика, како може без, кај ќе без PlayStation, дали си ти нормален? Не бе, добро, прашам, викам само. А викам, ја имам кревет, викам, позади од тикото, викам. Ти имаш, викам, кревет позади? Кревет нема, роверот, живци го фаќаат. Оди у ровер, мамо, и влегуе, бау! Абе, вика, вие се заебавате со мене, едно глупоно од Велес да ме драпа, вика. Шо бе 200.000 евра джип кревет немам позади, вика, нормални ли сте? Течко, вика, ние можеме ти уградиме кревет, вика, да биде тоа мемори пенато, се живо, ќе коштуше 50 евра. Ми е каде јас сум дено синьори, бе, вика. Уловниците, вика, вгради го уше 50.000 евра ќе ви дам. Само стај ми кревет, вика, позади. И овие му прават најдобриот кревет му оставаат позади и нено синьори трга по Скопје и ме бара. И ме бара, не може да ме најде, ме бара и таму кај Борис Треговски на паркингот. Мине повако по улицата и ме гледа, врти полукружно, стасува на паркингот и ме бара и чука вака. Излези бе да видиш, вика, кревет, мајмун. Излези вамо, унатре ли си бе, излези. И ја так му го отворам џамот и цел воден ја. И му викам, шо е бе? Ој да видиш таа, вика, кој нема кревет, вика, у Range Rover. Од туш ме вадиш за ова. Добар. Два. До тамнешни времења и Русија, Москва. На времето. Ладно, да, камен. И си добацува ладно Москва. Ама пролет било. Не толку ладно. Джандари стојат од Не лада. толку Ландов. Да. Джандари у кола лада. И вака радарот стаен, немало тога сефсити, мефсити. И радарот стаен и некој бачко олигарх, што би рекле русите така, олигарх. Со Ферарито. Пиу! Запала дурова. Мами, како да го фатиме сега? Не може, вози 2-300 таму, не знам колку. Ја идење, ладата кај коска, прај коска тука. Менјај, прај ово. Наредно, вика сега готов е, спремни запалена, на високи обртај. И овој со Ферари во пак. Знаат кај иде, кај се движи. Поминува пак. Не го стигаат. И трета рунда, трета мајка, вика, сега коска, ставај све што треба, нос, мост, све, нитро, Абе, многу крцка столчева. Од кај него ли си од кај? И, абе, не ми го прекинувај сега вицот, бе. Ајде, стасај. И, овие спремни, онакво на обртај веќе на ланч контрол. Ферари во поминува. Го стига вака врата до врата, отвара едниот джандар прозорот, го отвара. Вика, сега што правиме бе? Сега у втора, другарче. Газ. Него виц беше. На Золтан беше вицот. Затоа на несмешен виц или несмешна интерпретација да се насмеат другите, па и ти ќе се насмеш. Абе, бе, таму, ајде. Готово, те тепав? Кај да ме тепаше, шо? Те тепав.